Здраво, ова е 293-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Holdovers од Александер Пейн, во кој станува збор за професорот Пол Ханам, глумен од Пол Джиамати, кој е еден од најнеомилените професори во училиштето, кој за време на зимскиот распуст на кампусот во 1970 година ќе биде задолжен да се грижи за учениците кои нема да може да се вратат во нивните домови, од кои еден од нив е 15 годишниот проблематичен ученик Ангус, глумен од Доминик Сеса, кој заедно со готвачката Мери Лем, глумена од афроамериканката Девайн Джој Рандолф, која им готви на привилегираните деца на богаташите, ќе го поминат зимскиот распуст во училиштето. Овие тројца стануваат заедно да ги поминат пожичните празници, ликови со различни темпераменти кои ќе ги вовлечат во неволи, одделени од цивилизацијата и затрупани под снежна покривка во Нью Ингланд, не баре се наоѓаат на пуст остров. Колку и да се различни, неминовно е да се образува емоционална синапса помеѓу нив, затоа што под крутата телесна облога која ја проектираат, се крие повредена индивидуа која има потреба од социализација и пред се желба за надминување на невидливата тегоба од ликот кој биле во минатото со надеж дека ќе се преобразат во подобра личност која ќе може да си го подобри животот во престојната иднина. Божич знае да биде еден од најодвратните осамувачки празници за тие кои се заборавени од фамилијата или немаат фамилија воопшто, така што Пейн е свесен за човечката себичност во поглед на празникот, но и за потребата на заборавените отпадниците да се обединат во нов симулакрум на семејство и да го направат празникот поподнослив, колку и да се противи тврдоглавиот и крут Пол на тоа. Постојано е подсетен од страна на Мери да не заборави дека дури и на неблагодарените деца на богаташите не им е лесно, посебно кога се занемарени од страна на родителите. И на нив им е Божик. Во филмот начелно, арогантен и горделив професор по историја е во константен судир со пркосен и паметен ученик, со јасна дискрепанца во нивните парадигматични погледи на светот, кои се доволно своеглави да не може да се гледаат дека се рефлексија еден на друг, малтене пове идна инкарнација на Ангус, а најдиректна асоциација за ова порамнување представува консумирањето на идентичниот лек против депресија, каде барем на Пол му станува јасно дека се направени од ист материјал. Едниот со бајати, но другиот со бунтовни размислувања. Секој од ликовите има ненадминливи прекурсори од минатото, односно Пол мора да се носи со товарот на тоа што неговите врсници имале авантуристички животи, а тој останал да предава на училиштето за антички цивилизации, а ништо од нив не погледнал, живејќи го животот според сите прирачници, без флуктуации и ризик, додека пак Ангус е фрустрирано момче кое е занемарено од родителите, кои не се грижат доволно за него за да го споделат празникот во негово присуство, па се обидуваат да фрлат пари на проблемот и со тој чин да ја купат неговата љубов. Пол е казнет од директорот за тоа што се држал до принципите и не сакал да дозволи неук син на богаташ да не ја падне годината, па залудно се обидува да го казни ученикот кој е непослушен за време на зимскиот распуст, тој ќе си тера по него. Тој симулакрум на семејството нема да биде образуван без присуство на готвачката Мери, која е останата без сопругот и синот, осудена да ги гледат децата кои поради врските на нивните родители успеале да избегнат процес на регрутација, за разлика од нејзиниот син, со огледба која е индикативна за социјалната и расната нееднаквост во државата. Оваа туѓа перспектива во филмот е повеќе од потребна за да се балансира со односот на машките ликови и да ги исправа нивните погрешни скршнувања, да се хуманизира професорот и да даде грижа за Ангус од родителот, која му е дефицитарна, детерминанта која нуди поразличен свет од заемниот однос на мажите, која добива место за развој на незината арка и можност да се срози покрај грамофонот на забавата, кога браната на репресијата нема да може да ги воздржи незините емоции. Таа, исто како и останатите ликови, созрева и наоѓа мотив за живење во незиниот внук од сестра. Неизбежно е да се омажира едно култно филмско остварување кога е во прашање генерацијскиот сооднос и конфликт на навидумо позитни протагонисти во овој филм, корелација со култното остварување на Хал Ешби, односно Харолд и Мод, каде исто така се образува заемен сооднос на фундаментално рамниште помеѓу нив, изнаоѓајќи заеднички јазик во мигот кога ќе погледнат што се крие во суштината на своето битие, прифаќајќи го другиот со сите негови маани и доблести, за да се избегнат рецидивите на погрешните одлуки.
Данскиот директор на фотографија Айгил Брулд, кој по снимањето на In Bruges и серијата House of Cards го зацементира неговото место во Холивуд, ангажиран е да ги сними актуелните комедии No Hard Feelings и The Machine, заложен е да ги кадрира самотните ликови насреде широките планови во енормниот испразнет комплекс, кој колку и да е простран, за малото момче знае да биде затвор, па одењето во Бостон дава друга димензија и на визуелен план, во кој се излегува надвор од училишните ходници, училници и мензи. Со тоа што збирањето околу телевизорот со помош на готвачката делува како своевидна новообразувана фамилија на три лика кои немаат каде да одат, но заедно многу полесно се пребродува самата. Донесена е одлуката, иако действието е во 70-тите, да се снима филмот дигитално на Alexa Mini, а зрното да се додава во постпродукција, снимајќи на реални локации, а не сетови, за да се компензира со автентичност, затрупувајќи екипата под снег. Пейн најчесто соработува со Федон Папамајкл, ама овој пат снимател му е Айгил. Долговодишниот соработник на режисерот Кевин Тент е задолжен за монтажата, кој прави едно незапирливо драматуршко течение, при што во секој нареден чин се елиминираат се повеќе и повеќе актери од рамката на кадрите, за во средината да останат професорот, готвачката и ученикот, за кога ќе биде испратена кај незината фамилија да се зацрсти двопланот помеѓу Пол и Ангус, односно Джиамати и Сеса, што е клучно решение за фокусирањето на вниманието на гледачот кон носечките ликови, со кои, ако не ја воспостави релацијата на сурогатот на родител и син, нема да најде уживање во филмот. Композиторот на Небраска, Марк Ортон, создава инструментални рок-н-рол композиции со божични наслови, кои се одвестуваат на творбите од саундтракот, не баре се заборавени дела, покриени од прашината во изминатите 50 години, дел се спорадични ламентации на пијано, а дел се игриви творби за дувачки инструменти кои се комплементарни со обидот за поврзување на ликовите, без разлика на тоа колку се тврдоглави и своеглави, ќе најде начин како тоа што се случува во Бостон да остане во Бостон. Тајна помеѓу нив двајца, која ќе им помогне да се осознаат самите себе си, да стекнат доверба и да воспостават обострано пријателство. Shocking Blue, The Chemical Brothers, Cat Stevens и The Allman Brothers се авторите од 70-тите кои се селектирани да бидат составен дел од саундтракот со адекватна функција на временска капсула од деценијата. Американскиот режисер со германско и грчко потекло Александер Пейн се приклучи на групацијата на автори од независниот американски филм, кои се појавија во раните 90-ти години, но за разлика од Тарантино, Родригес Смит и Линклетер, тој се фокусираше на комични мелодрами во кои ја разглавуваше самотијата на неговите протагонисти. Во новиот филм не се отклони од потребата да ги прошета своите ликови во музеи и изложи на повици на телефон кои ќе им ги променат животите. Откако започна да снима кратки филмови во раните 90-ти, вклучувајќи и еден кој се најде на култната еротска антологија на Playboy Inside Out, го сними среднометражниот филм за обсесивниот самотен фотограф во The Passion of Martin од 1991 година. Во 90-тите почна да соработува со Miramax и сними филмови кои се вртеа на домашните филмски маратони на телевизиите, односно Citizen Root од 1996 година, филм со неодговорниот лик кој го глуми Лора Дерн, која е растргната во дебатата за и против абортусот, филм кој беше прикажан на Sundance и награден во Солун. Во 1999 година го режираше Election, во кој професорот глумен Метју Бродерик се соочи со една политички мотивирана ученичка глумена од пргавата Рис Питерспун, добитник на Independent Spirit награда и номиниран за Златен глобус и Оскар, каде за прв пат се разглоби генерацијскиот јас на конфликтните погледи на носечките ликови, што е темел на неговиот нов филм. Во 2002 година го сними патувањето на ликот на Джек Николсон на свадбата на неговата ќерка, Патешествие на себеосознание, номинирано за 2 Оскари, и филмот About Schmidt е прикажан на Канскиот филмски фестивал. Во 2004 година го најми Пол Джиамати да глуми за прв пат незадоволен средовечен маж во негов филм, налик новиот, но овој пат на еден роуд трип низ Калифорнија, филм што не само што беше тотален добитник на Independent Spirit наградите, туку освои Оскар и глобус за најдобро сценарио и до крајот на 2000-тите учествуваше на антологијата Париж Жетем и серијата Ханг. Во 2011 година го сними еден од моите најнеомилени негови филмови The Descendants со Џорџ Клуни, кој глуми лик на татко кој се обидува да воспостави родителска релација со неговите ќерки по повредата на нивната мајка, филм награден со Оскар за најдобро адаптирано сценарио. Во 2013 година го сними Небраска, за таткото кој прави патешествие од Монтана за Небраска, не само за да се види со неговиот син, туку за да подигне награда, кој, иако беше номиниран за 6 Оскари, не доби ниту еден, но затоа Брус Дерн беше награден на Канскиот филмски фестивал
фестивал за најдобар актер. Во првата сезона на видеологија го рецензирав неговиот предпоследен филм Downsizing со смалениот Мет Деймон, кој беше прикажан во Венеција. И во новиот филм Pain користи на туршици, како што е продавачот во продавницата кој му вика повели убиецу на Джиамати кога купува во неја. Секако дека филмот не придонесува со некое откритие кое ќе ја реобмисли филмската уметност, но наместо да биде револуционерен филм, тој потсетува на хуманата димензија, токму поради својот искрен и сентиментален пристап. Тоа значи дека ќе се изродат гледачи кои ќе речат дека филмот не им понудил ништо ново и ќе го заборават под неговото гледање, и такви кои ќе впрегнат корелација со протагонистите, па бирајте самите каков гледач сакате да бидете. Не е спорно дека е во прашање популистички филм, crowd pleaser, конвенционален филм кој не се плаши постојано да допира до неудобни ситуации помеѓу ликовите, потсетувајќи гледачот дека е незаменлива добрината во светот, во кој сме заборавиле на неја, бидејќи соработката е спасението на човештвото, а не осудата. Предвидлив е филмот, во првите 10 минути се знае каде е почетокот и каде е крајот, но тоа не одзема од неговите естетски квалитети, напротив, трансформацијата на ликовите е клучна, односно патешествието го менува гледачот во овој божиќен филм со легурана меланхолија и добродушност, како и надеж дека има преостаната хуманост во човештвото. The Holdovers имаше своја премиера на фестивалот во Telluride, а потоа се прикажа во Торонто, BFI направи сеопфатна турнеја по фестивалите ширум САД за The Vein да биде наградена на Palm Springs и Санта Барбара, пред да го прошири божичното расположение во Солун, Стоколм, Торино и Монтклер, каде филмот беше награден од публиката која нема проблем да се поврзе со хуманата димензија во делото. Focus Features на Universal го купија на TIFF за 30 милиони, што е можеби најголемата сума на пари потрошена за купување на филм од фестивалскиот округ. Имам традиција која ја одржувам со децении, секоја нова година да го гледам Beautiful Girls од 1996, па по се изгледа дека ќе треба од сега да го гледам и новиот филм на Pain секој божиќ. Филмот успева ликови со неспојлив темперамент да ги им овозможи простор за меѓусебно стекнување на доверба и искреност, кој на гледачот ќе му даде надеж дека има спас за човештвото, кое во суровиот свет има заборавено дека со разбирање на туѓите рани може да се излечат. Подобар свет се гради со соработка, а не со неапологетска малициозност, осуда и надпревар на суети, а историјата треба да се знае за да не се повторат истите грешки. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Holdovers од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 293-тото издание на дигиталната архива видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!